Почитувани, Ковачевски и Арсовска ги навредија приватните превозници, нарекувајќи ги багра. Во отсуство на градоначалничката, замени градоначалникот е тој кој ја менува и ги има ингеренциите. Вчера Данела Арсовска не беше на седница на Совет, нејза ја представуваше замени градоначалникот Александар Трајановски. Тој од говорница ги вреѓаше приватните превозници, нарекувајќи ги багра. Ковачевски и Арсовска првин ги заглавија превозниците, натрупаа долгови и ги понижија, а сега ги вреѓаат. Ова е лицемерието на Ковачевски и Арсовска. Од една страна ги канат на преговори, од друга страна ги шиканираат. Данела Арсовска веднаш да се дистанцира од навредите на нејзиниот заменик и да се извини, а Ковачевски да ги осуди ваквите навреди кои доаѓаат од Арсовска. Во спротива ќе докажат дека целосно се согласуваат и дека навредите од замени градоначалникот кон приватните превозници се однапред договорени и одобрени од Димитар Ковачевски и Данела Арсовска. Скопје наместо да се развива, тоне во мизерија и примитивизам на неговите први луѓе. Наместо проекти и дела имаме расправии помеѓу првите луѓе Арсовска и нејзиниот заменик со сите други, тргнувајќи од вработените во градот и предпријатијата, завршувајќи со приватните превозници. Арсовска и нејзиниот заменик се деструктивни и не носат новини за градот, туку само поделби. Скопје не смее да биде заложник на деструкцијата на Арсовска. Скопје заслужува да оди напред, а со Арсовска тоа не е возможно. Ви благодарам, повелете ако имате прашање. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникации. Виктор Воевана ја исклучи струјата во железници, следуваат најави за нови прекини на струја во други институции. Кој е решението и ваш коментар? Па добро, прво Ковачевски и владата да не глума дека не знаеле за долговите на државните предпријатија кои ги имаат кон Евана, бидејќи не може МЖ Транспорт да има долг од на 400 милиони евра, владата да нема поим за тоа. Владата мора да престане да глуми статисти и да ги исплати долговите кои ги имаат нејзините предпријатија. Ако прашуваат еве од каде да најдат пари, за почеток нека почнат да произведуваат домашна струја, а да не увезуваат струја која што е 5 пати поскапа од нашата домашна струја. Во принцип решението е владата да престане да краде, туку да работи за народот. Благодарам.